Добро вечер. Предстојниот викенд владеачката ВМРО ДПМН оди на конгрес на кој се очекува реизбор на Христијан Мицковски за председател на партијата. Тоа ќе биде трет негов мандат, што според актуелните решенија во статутот на партијата треба да значи и последен. Ако одиме чекор понатаму, тоа значи дека во 2029 година ВМРО ДПМН треба да има и нов лидер. Дали ќе остане оваа статутарна одредба или можни се промени, вечерва на оваа тема ќе разговарам со Христијан Мицковски, прв човек на ВМРО ДПМН и на владата. Господин Мицковски, добро дојдовте во 360 степени. Добро вечер и благодарам на поканата. Реков сабота во Кавадарци ќе го одржите редовниот изборен конгрес. Дали во овие околности треба да сметаме дека реизборот на лидер е чиста формалност? Па јас мислам дека на конгресот во Кавадарци ќе бидат донесени неколку стратешки документи со кои што ќе треба да ја моделираме иднината на партијата и нормално како најголема политичка партија во државата, тоа секако ќе има и ефект врз работењето на владата и политиките на владата. Подготовките се во полн ек, луѓето веќе се подготвуваат, делегатите, гостите. Очекувам тоа да биде еден убав и празник за ВМРО ден. Така што мислам дека во сабота во Кавадарци ќе имаме еден целодневен, би рекол, настан кој што ќе одбележи периодот кој што ќе биде пред нас во следните години. Треба да се избере лидер, така, мислам, да. Бидејќи вашиот мандат по реизборот во 2021 година истекува. Да. 4-годишниот мандат. Има најави дека ќе има и други кандидати на конгресот или реков тоа ќе биде чисто формалност? Немам информација дека ќе има и втор кандидат. Така што до моментот ценам дека информациите кои што стигаат се дека ќе биде само еден кандидат, тоест ќе бидам кандидат јас. И вие, предпоставаме логично, прифаќате да ја водите партијата и во следните 4 години. Па тоа е еден континуитет кој што започна кога беше Валандовскиот конгрес. Јас официјално партијата ја превзедов на почетокот на 2018 година во една многу тешка и сложена ситуација, во едни многу тешки и сложени околности за Македонија и генерално за граѓаните. Ако мојот прв мандат за председател на ВМРО ДПМН го одбележа времето на консолидирање, реструктурирање и прегрупирање на внатрешните редови, потоа тоа продолжи во вториот мандат кога партијата победи убедливо на парламентарните и председателските избори. На крајот од првиот мандат победивме убедливо на локалните избори и враќање во позиција во која што денеска се наоѓаме, да биде ВМРО ДПМН најголемата политичка партија и веќе година и половина носител на владата. Очекувам третиот мој мандат на чело на ВМРО ДПМН да го одбележи периодот на големи реформи и подобар живот за граѓаните во државата. Ако ја добиете поддршката, предпоставката е нели дека ќе ја добиете, да го почекаме тоа и формално да се случи, дали планирате промени во раководството на партијата? Например, дали евентуално планирате промена на позицијата генерален секретар во партијата? Се уште не сум размислувал за какви промени ќе има после конгресот. Фокусирани сме на конгресот и на тоа што таму како документи ќе го донесеме и одлуки за функционирање на партијата, но дека после конгресот ќе има промени во рамките на партијата, да, ќе има. Вие и најавивте такво нешто, впрочем и пред неколку месеци, мислам дека кога зборувавте и за работата на владата и за предстојниот конгрес, најавивте дека сакате одредени промени да направите во партијата. Ѓорѓе Сајковски е сега генерален секретар. Се спомнуваат Ивица Томовски, а во некои кругови и Драган Ковачки. Дали да речеме ги овие три имиња треба да го бараме идниот или старо нов или нов генерален секретар на ВМРО ДПМН? Не би коментирал сега за било какви имиња или за било какви, би рекол, поместувања во рамките на водството на партијата.
Сите овие имиња кои што ги спомнавте се луѓе кои што оставиле белег изминативе години во рамките на партијата и на ВМРО ДПМН. Сите тие се прекрасни луѓе, тоа се мои председругари и луѓе со кои што сме се бореле во рамките на ВМРО ДПМН за да постигнеме и да извојуваме победи на изборните циклуси, но и секојдневни победи врз предизвиците кои што ги имаме. Така што секој од нив е значајна алка во рамките на функционирањето на ВМРО ДПМН. Дали планирате промени на подпредседателските места? Сега се 4 подпредседатели. Какви ви се плановите во тој дел од раководството? Ви велам, не сум донел одлука конечна за тоа со кои идеи и со кои предлози ќе излезам пред Централниот комитет откако нели ќе заврши конгресот. Најпрво првиот чекор да ја добијам довербата на делегатите на конгресот, да бидам нормално председател на ВМРО ДПМН, па дури потоа можеме да зборуваме за чекорите кои што ќе следат потоа. Пак реков, ако ја добиете поддршката, очекуваме да ја добиете, тоа ќе биде ваш трет мандат. 2017 во Валандово сте избран прв пат, велите на почетокот на 2018 ја презедовте партијата, 2021, сега 2024 избор за трет мандат. Според актуелниот статут, председателот на партијата има право на најмногу 3 мандати. И сега преведено тоа би значило дека ова би требало да биде ваш последен мандат како председател на партијата. Што се вашите лични намери и разбирање на тоа статутарно решение? Дали сметате дека треба евентуално да се менува, бидејќи на некој начин, ако не се смени, го ограничува вашиот политички ангажман како лидер на ВМРО ДПМН? Да, не 24-та, 25-та. Се извинувам. Знаете, мене ВМРО ДПМН ми е буквално како трето дете. Имам 2 сина, мене ми е ВМРО ДПМН буквално како трето дете. Но да, ова е мојот последен мандат како председател на ВМРО ДПМН, доколку ја добијам поддршката од делегатите. И додека јас сум председател, тој услов за максимум број на мандати што еден председател на ВМРО ДПМН ќе ги има, немам намера да поддржам било каква иницијатива за промена на тој дел од статутот. Тоа не значи дека можеби Конгресот не може да го смени статутот. Мислам дека сум многу јасен. Јас таква промена на статутот нема да поддржам, бидејќи преку личен пример морате да покажете во моменти дека некои работи едноставно мора да се случат. Секоја една работа има почеток и крај. Не смееме ние преку лидерство да поддржуваме двојни стандарди, иако понекогаш стратешките интереси можеби налагаат и поинаку, но ценам дека честа, достоинството и образот ми биле најважни во животот, дадениот збор, и немам намера да ги моделирам согласно приликите и затоа го кажувам мојот личен став дека нема да поддржам било каква иницијатива со која овој член од статутот, кога се ограничува бројот на мандатите на председателот на ВМРО ДПМН, додека сум председател, да биде променен. А има такви иницијативи, господин Мицковски? Па не би коментирал. Во случај да не се менува статутот и ако државата оди на редовни парламентарни избори, тие би требало да се случат во 2028 година, да претпоставиме дека на владата и оди добро, вие сте лидер, освојувате уште едни избори, добивате мандат да направите влада, ја предводите и таа влада, но во еден момент ве пресретнува крајот на лидерскиот мандат 2029 година. Дали тоа што ВМРО ДПМН ќе има нов лидер, во таква ситуација ќе значи дека ќе има и нов премиер, владата? Да, јас силно верувам дека следните парламентарни избори ВМРО ДПМН ќе извојува голема победа, повторно. Затоа што ценам дека полека завршуваме со периодот на консолидирање на состојбата во државата и доаѓаат годините на просперитет и раст. Впрочем, првите индикатори во економијата тоа и го говорат. А со тоа и подобар живот за граѓаните, подобар стандард. И ценам дека на тој начин ќе заслужиме довербата на следните парламентарни избори
Еве, вие споменавте редовните 2028 година. Нормално 2029 година ќе добие партијата на редовниот партиски конгрес нов председател. Но дали едното со другото се во фрикција, јас не мислам дека се едното со другото во фрикција. И во овој момент е предалеку да се зборува за 2029-2030 година, за да можам да кажам дали тоа ќе подразбере и мое повлекување од позицијата председател на влада. Но едно е сигурно дека во таа 2029 година на тој редовен изборен партиски конгрес ВМРО-ДПМН ќе добие нов председател. Да, тоа се обидував и да дознам. Дали крајот на мандатот 2029 година практично треба да означи крај и на вашиот активен ангажман во политиката? Предалеку е за тоа да зборуваме од денешна перспектива. Сепак многу вода низ Вардар ќе потече до тогаш. Да почекаме времето да даде одговор на овие дилеми, инаку едната со другата работа не се во фрикција. Да. Добро. Ке има, претпоставам сега, различни коментари по овие ваши изјави. Ќе бараат сигурно дека, не знам, некакви сценарија, дека Мицковски може би прави некаков политички трик, дека може би сака да го молат да остане и така натаму, но вие мислам дека бевте прилично сигурен и јасен во одговорот на тоа дека нема да поддржите статутарни измени. Опција ли е кандидатура за шеф на државата, можеби? Ке повторам, за мене ВМРО-ДПМН е повеќе од партија. Зборам моето лично чувство. Семејство, дури отидов и чекор понапред. И тука нема дилема. Но околу мојот принципиелен став, луѓето што ме познаваат знаат дека тоа е конечно. Кога станува збор за лидерството во рамките на партијата, а за сето останато, реков прерано е да се зборува, што се однесува до кандидатура моја евентуално за председател на државата, тие што ме знаат и го знаат мојот карактер, знаат дека јас немам таква амбиција и мислам дека и тоа сценарио го исклучувам од мојот политички ангажман во иднина. Како ќе се поставите кон битката за иден председател на партијата? Таа може би некој ќе прогласи за официјално почината веднаш по ова ваше интервју. Како вие ќе се поставите кон таа тема? Дали ќе фаворизирате некого? Да подсетиме, сепак Груевски на некој начин вас ве фаворизираше кога во 2017 бевте избран за лидер. Предходно, Љупчо Ѓоргиевски го фаворизираше Груевски за да стане лидер. Сосема различни се тие случаи за кои што правиме споредба сега. Секој од тие два случаи е поразличен од овој за кој што јас денеска зборувам. Затоа што прво, самиот статут на партијата беше поинаков, споредено со сегашниот статут, прво. Второ, јас од денешна оптика, кога ги гледам работите, најавувам нешто што ќе се случи, сигурно ќе се случи, во таа 2029 година, на тој редовен изборен конгрес на ВМРО-ДПМН, не калкулирам, но тоа не значи дека во рамките на партијата не треба да има амбиција. Може би сега, додека сум бил јас председател на партијата изминати 8 години, имало луѓе кои што себе си се гледале на таа позиција. И тоа не е забрането. И тоа не е нешто кое што е невозможно или нешто кое што е недобро. Амбицијата е секогаш добре дојдена. Но пренагласената амбиција е лоша. Да, тоа е веројатно логичното прашање. Дали тоа може да влијае на односите внатре во партијата и на работата на владата? И јас таков тип на недисциплина нема да толерирам. Добро. Опција ли е да нема ни еден подпредседател на партијата, да речеме, токму за да овозможите еднакви стартни шанси на тие што мислат дека можат да бидат кандидат за иден лидер? Видете, ќе се вратам на почетокот од нашиот разговор. Не би сакал сега да коментирам внатрешни прегрупирања после конгресот кои што ќе се случат, бидејќи сум целосно фокусиран на сабота, на 6 декември, на денот на самиот конгрес.
Добро, поврзано со темата кадровски промени, дали конечно знаете Влен како ќе ги пополни своите позиции во владата, бидејќи на крајот предлогот пред собранието треба да дојде од вас како премиер? Да, и мојот предлог денеска е доставен до собранието, а тоа се Мухамед Коџа за министер за животна средина и просторно планирање и господинот Беким Сали, кој што ќе биде министер за европски прашања и подпредседател на владата. Добро, значи други промени нема. Нема. Оти се најавуваше промена во ресорот здравство. Не. Се спомнуваше името на Башким Бакиу, таму нема да има промена. Нема. Добро. Предпоставам дека и вие ќе се согласевте дека пречестото менување на позицијата шеф на тој ресор не е добро за тој ресор, бидејќи стана збор за витален ресор во здравството и ова ќе беше трет практично министер во 17 месеци колку сте влада. Па година и половина скоро се согласувам со вашата констатација. Дали беше тоа една од причините или? Една од причините беше и тоа, да. Задоволен сте од тоа како Азир Алиу ја раководи таа институција? Секогаш има простор за напредок, секој треба да добие шанса. И јас ценам дека до овој момент Азир Алиу прилично пристојно си ја врши својата работа. А ќе има ли промени кај министрите од редовите на ВМРО ДПМН и на ЗНАМ? За сега, ако ме прашувате, веќе ви дадов одговор Не, дека... сега да, очигледно дека нема. Да, а после Конгресот. После сите оние преструктурирање во рамките на партијата, напролет некаде очекувам да имаме и освежување во рамките на владата, прегрупирања, догрупирање, доекипирања, проширувања, стеснувања и во рамките на државните институции. Така што отприлика ова е тој гантограм на активности кој што во следниот период како председател на владата и доколку ја добиам довербата на делегатите на Конгресот, председател на ВМРО ДПМН не очекува формирање на овој тим кој што потоа треба да го понесе и изнесе товарот до следните парламентарни избори. Проширување, стеснување, најавувате пак различни ресори, можеби во владата ќе... Па се е можно во политиката, никогаш не велете никогаш. Аха. Не, тоа е повеќе на ниво на политики, на идеи за тоа што сакате да правите. Ништо не исклучувам. Се е можно. И при тоа не ве прашувам за кадровски преструктурирање на владата, туку ресорни во смисла на тоа што го направивте при доаѓањето на власт со формирање на ново министерство за енергетика, да речеме, со начинот на кој што префрливте дел од ингеренциите на Министерството за труд и социјална политика во економија, па кај социјала ги додадовте млади и демограф, во таа смисла. Се формираше ново министерство за спорт. Така е. Да. Потоа се формираат две посебни министерства за јавна администрација и за дигитална трансформација. Мислев да не мислите и на такво нешто. Не, добро. Борба против корупцијата, владата... Тоа беше, само извинете, да се вратам на претходното прашање и констатација, тоа беше така, бидејќи ние тоа го ветивме за време на изборите и тоа ветување ние го исполнивме. Добро. Нема потреба од дополнителни... Да, веројатно лошо ве разбрав. От изборувавте за проширување, стеснување, мислев дека зборувате и за таков тип на промени на коалиција. Да, добро. Сега па тоа ме води кон друго логично прашање. Веројатно влез можеби на нови партнери, на тоа мислам. Затоа реков ништо не исклучувам. Добро. Околу потребата за отчетно и транспарентно работење или за борбата против корупцијата од аспект на владата, сакам да ве прашам за овој случај што вчера го отвори СДСМ, претходно и медиумите пред известно време пишува за случајот на компанија формирана лани во август со 2 вработени која во меѓувреме добила најмалку 6, мислам дека договори за јавни набавки со владини институции. Последната е особено интригантна, бидејќи станува збор за рамковна спогодба која што оди до 8 милиони евра. Од СДСМ вела дека ова е шема за испумпување на народни пари во приватни џепови. Како го објаснувате вие ова, дека е релативно нова фирма, а релативно добро и оди на тендери со владени институции? Доколку постои било какво сомневање
за сторен криминал, СДСМ може веднаш до нивните инсталации во обвинителството да достави докази и нивните инсталации во обвинителството кои што се уште функционираат слободно можат да поведат истрага. И се што е потребно ние како влада им стоиме на располагање. Во меѓувреме, на нивната пресконференција тие изнесоа неколку груби клевети. Не нарекоа криминалци, треба да го докажат сега тоа. Ако не го докажат, ќе треба да се извинат и дополнително да изгубат субстанца од својот кредибилитет. И второ, наклеветија личност дека управител на таа фирма бил негов близок роднина, браточет и така натаму, што е апсолутна невистина. Димче Арсовски се обрати преку социјалните медиуми и ќе треба сега да докажат тоа што го тврдат, предпоставувам, преку судски процес. Многу пати во минатото СДСМ клеветеше. Мене лично многу пати ме клеветеше уште во времето во опозицијата кога бев. И има судски пресуди, неколку, во кои што тие клевети и невистини се констатирани како такви. За жал до ден денеска СДСМ не се извини. Предпоставувам дека во овие судски процеси ќе дојдеме до судска одлука и ќе треба повторно или ние да се засрамиме, ако навистина сме криминалци и според нивните тврдења сме местеле тендери, и тогаш треба логично е да си понесеме одговорност. И тука нема дилема. Или, вториот случај, тие да се извинат. Се пали ли кај вас црвено светло кога да пробате од дистанца да го наблюдувате овој случај, фирма формирана август 2024 година, ВМРО ДПМН е неколку месеци на власт. Таа фирма од моментот на формирање до денес добива 6 договори за јавни набавки со владени институции, 4 од нив од Генералниот секретаријат. Последната особено вносна, 8 милиони евра. Дали тоа кај вас може да запали црвено светло? Јас не бев запознаен за тој случај, бидејќи не ги следам јавните набавки. Едноставно не ме интересираат. Јас немам браќа бизнисмени за да ме интересираат јавните набавки, ниту пак се занимавам со такви работи. Може ли да има функционери, бизнисмени? Добро, имавме во минатото многу случаи кога браќа на премиери беа бизнисмени, кога сопруги добиваа со владени одлуки земјишта за изградба на фотоволтаици и така натаму. Сега да не навлегуваме во тие детали, јас немам такво нешто и не ме интересира. Нормално, дека после пресконференцијата на СДСМ се заинтересирав, се распрашав и апсолутно добив уверување дека е се според закон и според тендерска документација и дека тој рамковен договор за кој што вие велите е од 0 до таа максимална сума која што сега вие ја споменувате, значи може да биде и 0 денари, а може да биде и сумата која што вие ја споменувате. Така што апсолутно јас не гледам никаква би рекол незаконитост во рамките на таа набавка. Имало многу случаеви кога дури и компании без вработени па добивале тендерски постапки и така натаму, доколку тие биле по закон, тука ние ништо не можеме да сториме. Но, бидејќи вие рековте да ја запалиме црвената ламба, јас го повикувам обвинителство уште денес да дојде и да отвори процес и да го истражи случајот. Доколку има било какво незаконито однесување, веднаш да покрене постапка. Една од тезите во реакцијата и на вашата партија вчера беше дека станува збор за набавка која што се повторува, дека е направена иста пред 3 години, во 2022 година од предходната влада, тогаш ја добила А1 Македонија, но тоа што е интересно, ако се видат сумите, тогаш рамковната спогодба е за 2 милиони евра пониска отколку сегашната. Дали евентуално прашавте зошто постои таква дискрепанца во сумите? Не сум прашал, но може сумата да биде и 0 денари. Не, ама нема да биде 0, бидејќи се работи. Да, моето разбирање е дека станува збор за веќе функционирачки систем кој што треба да продолжи да функционира. И тоа се лиценци. Тоа е исто како меѓународни конзорциуми кои што доделуваат право на фирми кои што верувате имаат 0 вработени, а сепак добиваат и ќе добиваат јавни набавки, бидејќи таа фирма меѓународна
мултинационална, глобална, одлучила на таа и таа фирма, која што можеби дури нема ни представништво во државата, да му даде право да ја застапува во тој регион. И вие немате избор. Вие морате со тие фирми да соработувате. Нормално, јас апсолутно ќе се задржам на мојот став, го повикувам обвинителството веднаш, уште денес, да дојде и да направи истрага, да видиме дали е нешто погрешено, нешто незаконито направено, криминално. Ако е така, ние сме подготвени да сносиме одговорност. Да. Уште еден аспект само околу овој случај. Податоците се јавно достапни, фала Богу, и во Централниот регистар, и на порталот на Бирото за јавни набавки, има и други јавно достапни податоци. Еден од вработените во таа фирма, Digital One конкретно, е поранешен вработен во Управата за безбедност и контраразузнавање, инженер кој што бил интересно дел од комисиите кои што решавале за уништување на опремата со која што било извршувано нелегалното прислушување. Го знаеме тој нели голем случај, значи бил вработен таму, бил дел од тие комисии, знаеме дека за дел од тие одлуки потоа имаше и судски процес. Таргет беше за прислушувањето, тврдина беше за уништувањето на опремата. Сте го чуле тоа? Не сум го слушнал тоа, но знам дека тој случај за нелегалното прислушување заврши со одредена судска одлука во која што некои луѓе ја напуштија државата, избега, некои луѓе одлежа, а некои добија политичка амнестија со промена на членот 353 кривичниот законник, злоупотребувајќи го европското знаме претходната влада на СДСМ и ДУИ, кои позади тој процес на промена на кривичниот законник и членот 353 има друга поинаква тенденција. На крајот од денот таа беше и политичка, која што не успеа во насока на која што тие се надеваа дека овој господин бил дел од екипата на еден од избеганите. Па може би треба и да ги прашате тие кои што се избегани или тие кои што го донесоа измените. Добро, ќе видиме, веројатно овој случај ќе биде актуелен деновиве, па да, ќе видиме во која насока ќе се развива. Но еве да го повикаме обвинителство заедно уште утре, да дојде и да го провери случајот. Јас би сакал до крај да биде разјаснето, затоа што најлесно е да вие растурите пердови и потоа знаете дека тие пердови не можете да ги соберете. И тоа и ВМРО ДПМН многу често го правеше во минатото, да бидеме искрени. Па јас сега не би сакал да ве гледам низ оптиката како портпарол на СДСМ и да го обвинувате ВМРО ДПМН што правил во минатото. Нема да ме изместите од тоа што сакам да ве прашам вечерва, така што слободно може да ме квалификувате како сакате. Би се зачудил зошто не кажевте дека ЛДП го правила во минатото. Ај сигурно и тие го прават. Затоа што сега разговарам со лидерот на ВМРО ДПМН. Па логично е да ви дадам таков одговор и да поставам таква дилема. По доаѓањето на ВМРО на власт лани, ова не е прв случај за кој што се пали црвеното светленце. Еве да речеме, јас ќе потсетам на случајот со лиценцата за испитниот центар во Пелагонискиот регион. Го доби фирма чиј крајен собственик е ваш функционер од Кичево. Мислам дека до сега не чувме јавен коментар ваш за тој случај. Како баш фирма на локален функционер на ВМРО ДПМН од Кичево ја доби лиценцата за испитен центар. Искрено да бидам, не знам за кој случај зборувате, ако може да ми кажете точно кој е тој локален функционер од Кичево. Во 8 региони има 8 испитни центри за возачки испити. Да, а кој е тој наш локален функционер? Се вика, мислам дека си го запишав името, Филип Митрески се вика, беше член на советот на општина Кичево. Еве, например, го има и на снимките и на фотографиите од партиските славија сега по победата на ВМРО ДПМН во Кичево. Па многу има луѓе кои што славеа победата на ВМРО ДПМН во Кичево. Нешто незаконито е таму. Мислам, не знам што е дилемата, што е обвинувањето, не разбирам. Да, тој случај е интересен од повеќе аспекти. Повторувана постапка, под не до крај јасни околности поништена првата. Конкурираат две фирми, меѓу кои оваа на крај што го добива. Во втората постапка
е дисквалификувана едната и така натаму, но на крај велам испитниот центар го добива фирма. Не сум на запознат локален случајот, но еве после ова интервју ќе се заинтересирам за тој случај лично. Околу овие случаи сакам само уште да ве прашам околу копањето на јаглен за рек Битола. Се случи договор што отвори известни дилеми. Оној што го доби малата Топлина, условно кажано, малата фирма Топлина од Охридско подмолје доби прилично голем тендер, 25 милиони евра. Да се разбира, Топлина не настапуваше сама на тој тендер со подизведувачи, ама беше фирма лидер на конзорциум во кој што имаше гиганти. И сега, што мислите вие за тој случај? Па јас што мислам, можам да кажам дека од тие информации кои што јас ги имам, е дека на тендерот е некаде околу 15% пониска цената од таа која што била во минатото достигната, што за мене е важно, бидејќи ќе се заштети. Бидејќи често пати разговарам со луѓето од СМ, поранешно Елем и од рек Битола, како е ископот на јаглен, како се количините, имајќи предвид дека сме зима и дека треба да се задоволи енергетскиот баланс. Од одговорите кои што ги добиваме дека тие апсолутно си ја вршат работата како што треба, бидејќи количините на јаглен се доволни за да се задоволи потребата на граѓаните. И тоа е тоа што е за мене важно. Сето останато јас не би го коментирал, затоа што на вас новинарите да истражите, но обвинителството е да констатира дали има нешто незаконито или законито, на јавноста е да цени, да суди и на крајот од денот ние политичарите издегуваме на избори и таму ја добиваме конечната оценка за сите овие дилеми за кои што ние сега зборуваме. Колку блока од рек работат во моментот? Па во моментот 2. Вториот блок влезе на мрежа утрово. Зошто толку долго зошто во минатото не работеа двата блока? Не работеа двата блока, но ако веќе ви интересира, веќе ви го кажам и тоа, имаше преголем зазор на лежиштата и протекуваше водород во генераторот и бидејќи беше поволна сезоната, односно влажна, наврнаа многу дождови, се акумулираа во хидроцентралите, а енергијата произведена од хидроцентралите е поевтина, таа прилика околу 20 евра за мегават саат. И заедно со едниот блок од рек Битола и увоз-извоз на електрична енергија во зависност од дневниот конзум, се донесе одлука да оваа недела претходната биде оладена турбината и генераторот, за да може да се интервенира кај зазорот и тоа се заврши. И утро, бидејќи произведуваа хидроелектраните негде околу 7 гигават часа на ден, а конзумот беше околу 2,13, вчера порасна на 14, и затоа се заврши сето тоа и од денеска ги имаме намалено производство на хидроелектраните и двата блока на мрежа. Очекувам со декември како ќе паѓаат температурите надолу, само мислам дека според прогнозата нема толку да паднат, да влезе и Кичево. Таму имаше пробно пуштање, но вентилаторот, електромоторот на вентилаторот прегоре, па се менува од прилика за 10 така. За Осломе, да. За 10 дена и тој ќе влезе и очекувам ремонтот некаде до крајот на декември на третиот блок да заврши и доколку има потреба и тој од јануари да влезе на мрежа. Секогаш кога се случуваат ремонти, се поставуваат прашања дали се тие оправдани, дали биле неопходни, дали евентуално се случуваат за паралелно да се случува увоз на струја, преку кој што може би се случуваат некакви трансакции од кои што има некој друг интерес. Се случува тоа сега во ЕСМ? Ве разбирам, но тоа беше така кога ЕСМ беше единствениот снабдувач на пазарот. Сега пазарот е либерализиран и електричната енергија која што се набава транспарентно на берза, така што таков тип на манипулативно несување е невозможно да се случи. Инаку, една работа сакам да кажам, која што е многу важна, е дека квалитетот на фирмите кои што прават ремонт, споредено со она што беше пред 10-12 години, е многу опаднат.
морам да признам. И често пати се случуваат кварови. Од друга страна пукаат цевки во котлите во Битола, затоа што модернизацијата не е спроведена до крај, ја откажа тогаш владата на СДСМ. И логично е сега, работниот век е поминат, стенчени се самите дебелини на цевките во котелот и тие да пукаат и да има испади почести од тоа што би требало да има. Така што генерално предизвици има многу, но одлично се менаџира имајќи предвид ресурсот со кој што располагаме за да го задоволиме енергетскиот баланс, односно енергетските потреби на граѓаните. Колку јаглен се увезува и во каков сооднос е јагленот кој што се копа од рудниците во рударско-енергетскиот комбинат споредено со јагленот кој што се увезува? Тука морам прво во јавноста да кажеме дека јагленот кој што се увезува започнува да се увезува од 2021-2022 година. Зошто? Затоа што недоволно е инвестирано во самите рудници во рек Битола. За да вие подготвите рудник и за да направите јама за ископ на јаглен, вие најпрво треба да направите истражувања геолошки. Откако ќе констатирате преку рударски проект за резервите на јаглен, нивото на откривка и подинските серии, односно длабочината на јаглеровите наоѓалишта, вие подготвувате рударски проект и започнувате со експлоатација. Најпрво не тргате јаловината, тоа е земјата во горниот слој, па доли потоа ги носите ротобагерите или изнајмувате надворешни компании за да копат. Тоа не било направено во минатата влада. И тоа е причината зошто почнуваме да увезуваме. Дали меѓу другото затоа што имаше и енергетска криза и затоа што се испостави дека меѓу другото и со увоз на скап јаглен, производството на струја во рек Битола е многу поевтино отколку да ја увезуваме. Ќе дојдеме и до тоа. Не е така. Многу поскапо е. Сега ќе кажам зошто. Во тоа време. Не, и сега и во тоа време исто е. Во тоа време на берзите струјата беше многу скапа, премиер. И во тоа време и сега исто е. Иста е состојбата во делот на цената. Зашто? Затоа што оперативните трошоци се фиксни. Друго е вие кога копате ваш јаглен, имате ваш ресурс, друго е кога го увезувате. Затоа што вие кога го увезувате покрај фиксните трошоци имате и увозни трошоци за јагленот кој што го носите. И сега колку е да речеме производствената цена на мегават час во рек Битола? Ќе дојдам и до тоа, ќе ви обяснам. Прашањето вистинско е зошто системски од 2017 до 2022 не е водено грижа да се подготви, да речеме живојно, да се подготват подинските серии во да речеме во рек Битола, во Суводол, да се подготват брод-неотилни така. Сето тоа да биде подготвено за да можеме ние сопствен јаглен да копаме, а не да увезуваме. И конечно, зошто не се подготвени, не знам, Поповјани, Чукале и останатите во Кичево, за да може Осломе да има свој јаглен, а не да носиме увозен јаглен. Тоа е веќе правата дилема на која што ќе треба да се даде одговор. Го поставивте прашањето околу увозниот јаглен. Да, сега е намалена цената драматично од некој просечни. Таа е врзана прво со килокалориите, односно со енергетската вредност, но кога сето тоа би се пондерирало од некогаш 63, 65, 68 па и 70 евра, сега е некаде на 52-3 евра по тон намалена. Тоа значи дека ако производната цена на ЕСМ минатата година, некаде август месец, беше 132 евра, просечна, сега е некаде околу 100 или под 100 евра. Значи зборуваме и хидропотенцијал, и све, ветер, миксот кој ќе се направи, да речеме, не знам, Кичево е над 350, Битола е над 110, хидрото е 20, ветерниците се на 89 по властена тарифа, и сето тоа кој ќе се направи микс е некаде под 100. Отприлика. И сега логично е прашањето, добро, како тогаш ЕСМ ја продава цената електричната енергија на Ева на Хоум за цена од 62, сега еве 65 евра, затоа што прво како влада ние ја продолжуваме структурата на субвенционирање на таа цена, но и таа цена е микс, бидејќи тоа се оние потрошувачи кои што се на регулираниот пазар, на таа цена се додаваат загубите и на таа цена се додаваат сите оние
повластени тарифи и така натаму. И на сега- крајот од денот приходот на Елем е малку поголем од 65 евра. Логично ме доведовте до следново прашање. Вие со гордост и Министерката за финансии зборувавте за тоа дека нема трансфери од буџетот кон ЕСМ. Нема. Да, ама велите ја субвенционираме цената на Точно, струјата со тоа што ЕСМ оди во загуби, оди во долгови. Точно. Колку е сега долгот на електрани? ЕСМ добива преку државна гаранција заем од комерцијалните банки, веќе на 2 до 3 пати. И тоа свесно го правиме, затоа што во тој случај имаме грејс период, а ние проценивме во рамките на владата дека во рамките на тој грејс период со консолидирање на работењето во ЕСМ и формирањето на ваков рудник, домашен ископ, а не увоз, намалени количини и така натаму, ќе ја консолидираме работата на ЕСМ за да дојдеме најпрво до позитивна нула, целта ни е 27 година крајот, а потоа веќе од 28 година, 29 да може ЕСМ да генерира добивки со кои што тие кредити би се Да, враќале. но тоа што нема трансфери од буџетот кон ЕСМ не значи дека нема трошење на државни пари за да се покрива разликата меѓу 65 евра по кои што ЕСМ ја продава струјата на универзалниот снабдувач и околу 100 евра колку што чини просечната производствена цена на струјата на електрани. Ако ги сметаме средствата на ЕСМ како државни пари, да, има трошење на Тоа е државни акционерско пари. друштво во државна собственост. Така е, но трансфери како што тоа го правеше минатата влада, еве ви 100 милиона, па вие потоа на сомнителни јавни набавки ќе ги потрошите, такви работи нема. Ама на тие пари барем нема камати. Сега од комерцијалните банки има камати на парите што одат во електрани. Каматите се пониски од просечната инфлација во државата, не влегуваат во државниот долг, не влегуваат во јавниот долг, ние велиме тоа се заеми под црта, со што пак од друга страна еврообврзницата која што сега ќе ја дадеме, ни овозможува пониска камата за државата и кога сето тоа ќе се изанализира, се прави кеш флоу и во тоа кеш флоу е подобра оваа политика која што ја водиме сега, отколку да трансферираме Имате пари. проблем со ликвидноста на буџетот? Зошто еден дел граѓани немаат добиено пари по основ на мој ДДВ? Не сум запознаен со тоа, него сигурен сум дека редовно се враќа ДДВ-то и мој ДДВ и на компаниите, но се проверува. И ќе продолжиме да го проверуваме и тоа го кажавме од првиот момент дека ние како влада ќе проверуваме се. Затоа што констатиравме во минатото фирми кои што, како вие што кажавте, никнувале преку ноќ, декларирале дека увезуваат десетици милиони евра роба, која што е на царински складишта, кои што кога влеговме, отворивме, видовме дека се празни, побарувале ДДВ, магично побарувале ДДВ во милионски суми во евра. Магично преку ноќ им се враќале без никој да направи контрола. Денеска ако побара некој поврат на ДДВ 10 милиона денара, веднаш оди контрола да види што е, а камоли да побара некој 100 милиона поврат на ДДВ. Пример, Немало контрола, само да докажам. Потоа фирмата влегува во неликвидност, односно влегува во стечај и магично човек од соседството ја купува таа фирма, а вистинскиот собственик се повлекува. Го знаеме случајот. Не еден. Вашиот одговор требаше да биде е-фактура. Зошто до денес тој систем не профункционира? Затоа што е-фактура е систем за кој што му треба подготовка и законска и техничка. Прво, што направивме ние? Ние го отпочнавме тендерот, го завршивме, има успешен избор на компанија која што ќе го спроведе тој систем на е-фактура. Во меѓувреме се правеа законски усогласувања, технички усогласувања и очекувам веќе од 1 јануари целосно да почне имплементацијата во рамките на тоа кое што апсолутно ќе биде подготвено. Вистинското прашање е зошто кога се беше подготвено уште 2016-17 година за е-фактура, тоа не беше направено. Ние веднаш кога дојдовме како влада, тоа ни беше еден од носечките столбови во битката против сивата економија. Е-фактурата и апсолутно од 1 јануари незината апликација ќе започне откако се веќе успешно завршени набавката и сите оние адаптации на закони и технички процедури. Поврат на ДДВ кон фирмите доцни? Не.
Добро, тогаш или неискрени се менаџерите на дел од фирмите кога разговараат со нас, се разбира не јавно, туку зад сцената и велат дека им доцни и по 3 месеци, спомнуваат милионски суми во евра за поврат на ДДВ или не знам што е објаснувањето, но јас сум разговарал со менаџери на големи компании кои што велат дека повратот на ДДВ им доцни по неколку месеци. Јас сега не можам да ве разубедам во ова, но јас би апелирал до сите тие големи компании на кои што им се должат милионски суми да се обратат и да видиме дали е тоа така или пак вие јавно како што рековте дека им се должи да ми ги кажете имињата на компаниите и веднаш да провериме да видиме зошто. Јас ќе ви кажам последен случај кој што дојде до мене од компанија која што побарува милионски суми ДДВ, но чудно е како сега најнаш во 2025 се побарува за останато ДДВ од 2022, 23, 24 и како најнаш сега се прават исправки во завршните сметки за 23 за 24 година. И тоа мора да го констатира инспекција пред да биде тоа ДДВ вратено назад, да видиме зошто се прво декларирани тие завршни сметки, прво, а второ, зошто се правени исправки на тие завршни сметки, за да сега дојде наеднаш милионски износ за поврат на ДДВ. Ако е све како што треба, уште другиот ден ќе им се поврати. Но ние мораме да провериме. Да, добро, тоа го зборува министерката за финансии. Доколку имате вие таков пример, ве молам, исто како што вака јавно ме прашавте, споделете со јавноста да знаеме кои се тие фирми. Да. Буџет за правосудство, не сакам да скокнеме оваа тема. Моето прво прашање би било дали намерно сте непрецизен кога зборувате на таа тема и да речеме зборувате за буџетот како процент од БДП и за судството и за јавното обвинителство, иако по закон не е така. Или да речеме кога велите дека законот предвидува до 0,8% од БДП, а законот вели најмалку 0,8% од БДП за судството конкретно. Не, јас сум прецизен кога зборував за оној извештај кој што го изработил Советот на Европа. И таму е судскиот буџет, они така го викаат, кој што го вклучува буџетот на судовите, обвинителствата и бесплатната правна помош, поврзан со процентот од БДП. Да. И за јавното обвинителство зборувавте за 0,4% од БДП, а не е така, најмалку 0,4% од буџетот е, законската одредба. И за судовите е така. Од БДП е за суд. Сега не, јас ви зборувам за законските одредби. Законските одредби кај нас се најмалку 0,8% од БДП за судската власт и најмалку 0,4% од буџетот за јавното обвинителство. Ете така. Сега јас кога зборувам за процент од БДП кој што е дел од оној извештај кој што го има сработено Советот на Европа, се однесува за податоци од 2022 година, објавен 2024 година за сите земји членки на Советот на Европа. И ве слушавме неколку пати. Зошто ги земате само податоците како процент од БДП, а не ги земате податоците за тоа колку се троши пер капита, по глава на жител? Бидејќи ако го видиме извештајот, прво се дадени податоците пер капита, па потоа се дадени процентите од БДП. Ако, мислам, следевте едно моје интервју не на друга национална телевизија, внимателно, ке видевте дека на тоа интервју јас покрај процентот од БДП направив споредба и со бруто домашниот производ по глава на жител помеѓу Македонија и Словенија. И платата која што ја добива почетник судија во Македонија, бруто, таа е некаде околу 19.134 евро отприлика, тие така пресметале, не јас, годишно, додека пак во Словенија таа плата е негде околу 34.000 и нешто евра, бруто, зборам. Истиот судија почетник. При тоа, за бруто домашниот производ во Македонија, истиот извештај вели дека е нешто над 6.600 евра по глава на жител, додека за словенечкиот вели дека е нешто над 27.000 по глава на жител. Со други зборови, платата на судија почетник во Словенија е за отприлика 85% поголема од платата на судија почетник во Македонија, во услови кога бруто домашниот производ во Словенија е за 350% поголем од
бруто домашниот производ во Македонија. Кога се реферираме на бруто домашниот производ, работите стојат така како што вие велите. Но тоа кога ќе се реферираме по тоа колку се троши пер капита за судството и за јавното обвинителство, тогаш не стојат работите многу добро. Кај нас, според тој извештај, се трошеле 24,6 евра по глава на жител, а на ниво на просек на Советна Европа таа бројка е 85,4 евра, што е 3,5 пати повеќе. Така е. Сега... Не, чекайте се. Така е. Сега, ајде да одиме чекор понатаму. Добро. Во услови кога бруто домашниот производ во Македонија по глава на жител е 6.600 евра и во услови кога бруто домашниот производ по глава на жител во Европската Унија е над 30.000 евра. Значи 5:1. А ваму е разликата 3:1. Каде се трошат повеќе? На крај, прашањето се сведува на следното. Дали на судството и на јавното обвинителство треба да им се дадат повеќе пари од овие што ги имаат сега, за да можат поефикасно да работат и да испорачуваат поквалитетна правда. Предпоставам и до вас стигна, да речеме, дел од изјавите, еве конкретно на шефот на јавното обвинителство, на државниот јавен обвинител, за тоа дека меѓу другото, затоа што имаат природен одлив, а Министерството за финансии не му одобрува ни едно вработување, оваа година немаат кој да им ја подпише завршната сметка. За тоа дека имаат само тројца информатичари на ниво на цело јавно обвинителство во државата. За тоа дека, да речеме, само една тегла вештачење на мазут во странство ги чини 1500 евра, во случајот тој што го водат треба 300 тегли да извештачат. За тоа дека имаат систематизирано повеќе од 1000 места во јавно-обвинителската служба, а сега функционираат со едва 360. Значи, зошто не сакате да ги слушнете тие изјави и да видите дали има простор да им дадете повеќе пари? Ајде вака сега од почеток, да дадам одговор на сите овие тези. Прво, факт е дека ние како држава одвојуваме за правосудството повеќе пари од просекот и од медијаната на земјите опфатени со извештајот изготвен од Советот на Европа, односно земјите кои што се дел од Советот на Европа. Премиере, како процент од БДП. Како инвестиција по глава на жител не даваме. Вие споредувате баби и жаби. Васко. Не е точно, не е точно. Тогаш Совет на Европа споредува баби и жаби. Ама дозволете да имаме различно. Не, Совет на Европа добро си споредува. Ама еве табелата. Првиот податок кој што го дава е инвестиција по глава на жител. Не е по глава на жител БДП. По глава на жител. Да, ама видете сега. Ајде сослушајте ме до крај. Се слагам со вашата теза, дека во рамките на Европската Унија за 3 пати повеќе по глава на жител се издвојува буџет за правосудството. Се слагам. Дали е во ред? Но за да се сложам до крај со тезата, треба да го споредиме и бруто домашниот производ на државите во ЕУ со бруто домашниот производ во Македонија по глава на жител. Бидејќи ако споредуваме по глава на жител, ајде све да споредиме. Сега вториот дел. Таму, бруто домашниот производ по глава на жител е 5 пати поголем. Што ќе каже? Самиот извештај вака вели. Кај по богатите земји процентот на учество во БДП е помал. Кај по сиромашните земји, ако сакаат да покажат посветеност кон судството и јавното обвинителство, процентот на учество во БДП треба да биде поголем. И тоа не е, мислам, јас и вие се разбираме зашто зборуваме, меѓутоа вие инсистирате на процент од БДП, јас ви велам дека треба да се земе предвид и друг податок. Исти работи мораме да споредуваме. Васко, ние не можеме различни работи да споредуваме. Ако ние велиме по глава на жител, значи колку пари ние одвојуваме по глава на жител, тогаш ајде и бруто домашниот производ да го споредиме по глава на жител. Ако споредуваме како процент од бруто домашниот производ, да го споредуваме така. Знаете ли? Сега, не одговара ни едното, ни другото и се префрла вината. Еве ќе повторам за гледачите, за јавност. Ние издвојуваме, сега првата анализа е процент од бруто домашниот производ. Ние издвојуваме 0,39% според оваа анализа од 22 година. Од бруто година. домашниот производ, според таа анализа. Видете, според нашата анализа е 0,44, но еве ќе се држиме на таа. 0,39. Европскиот просек е 0,30. Значи сме повеќе. Тоа е прво. Второ,
одиме сега по бруто домашен производ по глава на жител. Ние издвојуваме 3 пати помалку од европскиот просек. Во услови кога нашиот бруто домашен производ по глава на жител е 5 пати помал. Добро. Премиере, дали е сега јасно? Дали е во ред јавното обвинителство да нема сметководител, да има само тројца информатичари, да не може да си плати Ајде вака сега. Пошто често пати се прави една споредба, бидејќи го имате извештајот во рака. Колку издвојува Албанија? Видете. Не, кажете. Да, според ово е 0,2. Може да ви кажам... Чекайте, тоа е дупло помалку од ние. Значи, колку издвојува Албанија по глава на жител? Вака сега да ви кажам. Ги проверував бројките за 2025 година, изворно, во буџетот на Албанија. Специјалното обвинителство за борба против корупција и организиран криминал има 20 милиони евра буџет. Нашето ОЈО-ГОК има 1 милион евра буџет. А колку имаше нашето специјално јавно обвинителство? Се сеќавате? Беше добар модел за финансирање, веројатно на каков што треба да размислувате за воиднина за јавно. Па тие не одговараа никому тоа за буџетот. Тоа за вас е добар модел што на крај заврши спакуван куфер од марката Луи Витон? Тоа е добар модел за вас? Тоа е друго кој го водеше тоа обвинителство, но моделот на тоа како се финансираше... Кога водиме дебата, господин Васко, ние не можеме како шведски стол да ги гледаме работите и тоа што ни се допаѓа да окажуваме. Да, така еве за Албанија. Еве за Албанија ви велам. Сега вие знаете што велите. Шефот на специјалното обвинителство одговара ова да даеме 20 милиона, ама не ми одговара кој го водел. Не, мораме целосно да ги гледаме работите за да можеме да ги коментираме објективно. Добро. Шефот на колку има Албанија во 2022-та, колку има Албанија по глава на жител? Малку има. Но јас ви кажам, затоа што често не споредуваат, вака било, така било. Ајде да видиме. Да. 2025. Сајте друг пример да ви кажам, еве. Може ли не дозволете 2025 година редовното обвинителство во Албанија има буџет од 33 милиони евра. Специјалното обвинителство има 20 милиони евра, вкупно 53 милиони евра. Шефот на специјалното обвинителство има плата 5700 евра. 5700 евра има плата. Еве, ова се јавно достапни податоци, може да ги проверите. 2022 година, да, бројките за Албанија се лоши. Знаете колку добива плата во нашето специјално јавно обвинителство? Па нашите биле богови успоредба со од Албанија. Ако така гледам. Сега нема такви плати. Знаете тие како доаѓа на бранот на општата колективна свест дека конечно правда, молам, нема такви плати. Па знаете ли колку добива, еве, пример дадов претседател на суд основен. Поголема за 25% од претседателот на владата на оваа држава. Ама се е по закон, така? Па се е по закон, да. Вие сте помлад, помлад веројатно од него многу и затоа од поснов на како се вели тоа, години стаж. Па не сум помлад, конкретно со човекот не сум многу помлад. Некои 2-3 години може да сум помлад. Инаку горе доле еве поснов на стаж, пошто сум 2-3 години помлад, 1% да има зголемување на основната плата. И тоа е во додатокот. Додатокот не му е голем многу, 18.000 денари. Но у тотал е 20 до 25% повеќе од платата на премиерот. На клучното прашање да се вратиме. Дали треба да им се дадат повеќе пари на судството и на јавното обвинителство, не заплати на судиите и на јавните обвинители, за да имаат услови да работат како што треба? Ако ме оставевте, јас ќе дадев одговор ќе дадев и на тоа прашање. Јас јавно кажав дека прифаќам самите тие да си сработат список, да им го одобри судски совет или совет на јавни обвинители како што бараат, нас само да не информираат за тоа што они сакаат да го вработат и што им е неопходно. И ние тоа ќе го потпишеме и ќе го прифатиме. Во рамките на овие буџети не може тоа да го направат. Видете, еве, тоа ќе го прифатиме како зголемување во буџетот. И тоа го кажав. Нека седнат и нека направат објективно колку им требаат истражители, колку асистенти, нека направат систематизација, нека унапредат. Еве, они како мислат. Нека им го одобри судскиот совет, нека им го одобри советот на јавни обвинители и нас нека не информираат и нека не кажат во буџетот за оваа цел ни се потребни X парички. Ке ги одобриме. Јавниот обвинител еве не им се мешаме. Дека 3 години поред бара вработувања ниедно не му одобруваат. Не е точно. Не му одобруваат дури ни за природниот одлив. Јас не знам за пред 3 години, јас зборувам за сега. Еве јавно кажувам, јас сум премиер и претседател на влада година и половина. Еве за следниот буџет слободно нека седнат, нека направат потребите,
Нека ги поминат За таму 26 или за 27? За 26 зборувам. Добро. Оти и сега ви се проектирани на нивото на 25-та. Оставете го, има ребаланс, има прераспределба, ако ги потрошат со ребаланс ке им дополниме, не ги ограничува тоа. Еве и да не се предвидени. Нека направат тони план, нека си го усвојат како сакаат, еве нека си го усвојат и нека не информираат. Немаме проблем. Но јас ви гарантирам, за година дена пак ќе правим интервју, за 2, за 3, небитно, еве до 29-та, нели? Пак ќе правим интервју, јас и вие ќе ја отвориме оваа тема. И повторно ќе бидат иштите заклучоци. Овде треба да се работи. Така не е до парите, вас, така до ова е, така до свеста. Така и при тоа има еден феномен на сончогледи, И не како е се сите, менува. само ова сакам, и за тој феномен на сончогледи се сложувам со вас, но и не е кај сите. Таму има многу честни обвинители и суди. Ова се малкумина. Овие што се распишувале таму преписки со мене, што никогаш не се случило во една држава, современа демократска. Ја не велам за сите, за поединци зборувам. Повторно јас ви тврдам. Ама премиере, па вие не сте им шеф, нив да речеме, вие изјавите што ги давате, има поделба на власта. Сега, зошто сте толку чувствителен на нивните реакции, а да речеме, мислите дека вашите изјави се тонот на изјавите до крај во ред? Добро, можеби не Јас разбрав. сум одговорен кон парите на граѓаните што се трошат. Кон парите на граѓаните што се трошат, како се трошат? Да, има законодавна, извршна, судска власт, сега не треба така да ги отвараме основните работи. Така. Мене ми е сето тоа јасно. Така. И немам никаков проблем јас со сето тоа. Но истовремено имам право па и јас да си кажам свој коментар, така? Никој мене не може да ме цензурира. Не морате да се сложите, можете да бидете против. Јас си кажувам дека мислам се соодветно платени за да испорачаат многу повеќе од тоа што го испорачуваат. Тие велат тоа не е доволно. Нас не требаат асистенти, нас не требаат истражители, во ред. Во ред. Еве, јавно им кажувам, направете список, кажете колкави се фискалните импликации. Со следната година, со ребалансот, ќе бидат надополнети тие пари. Не бараме ништо. Еве, само нека не информираат. И едните и другите. И тоа го кажав јавно неколку пати, Васко. Не еднашка. Добро, разбирањето беше дека зборувате за истото купче на пари во кое што им дозволувате. Кога сум го кажал тоа? Никогаш. Еве сега, ако така сум бил сватен, се дообјаснив за да бидам правилно сватен. Бидејќи таму има за цела година предвидени средства за плати на вработените во правосудството, така? Во првите 4-5 месеци ќе се потроши дел од тие пари. И за ново вработените ќе биде малку поголем тој дел. Тој дел, таа разлика со ребалансот ќе биде вратена за целата година. Еве, да се дообјаснам. Дали сум сега појасен? Да, мислам дека сте. Да. Благодарам за овој разговор. Ми беше задоволство. Благодарам на можноста. До крај нова саботажа, пријатно до четврток. Не постои ништо пошармантно духот кој го поседуваат вистинските дами, соочени со прилично недугави коментари за изгледот, особено во услови, време и локација, кои не дозволуваат во целост да покажат како би требало и можело да изгледаат пред јавноста. Со донесувањето на гумените чизми на семејството Атанасови, веќе имаме можност да разговараме со господјата Маре Атанасова, која што е собственичка на домот. Господја Атанасова, еве конечно со овие чизми излеговте од вашиот дом. До крајот на денот како мислите, како да го решите сега? Ќе решите проблем само со гумени чизми или како? Па со гумени чизми, со шорду, со шиклели да излезе. Од другата страна на осогово некои извикани дами со нивните лажни високи подпетици. Вистински им го газат достоинството на мештаните, а нивната стока им ги уништува посевите, нивите и бабчите. И никој не мрда со прстот. Изминатите години, што се вика, имаме тортура од крави во нашето село, кои ни прават големи штети. Слабари ги ја искораговеата, овдеките раѓи нагоре ги наподи, они се обрќат во голики бикови, они ќе ме утепат. И ја носим мотка. И
Што ќе... Они не бегат, они сака да не бодат. Преку крива река и Пчиња во долината на Вардарс има друга мака. Таму напаѓаат глутници кучиња и според сознанијата, само во специфични моменти и специфични луѓе. Спас од нив изгледа нема. Сега пред неколку дена, цела фамилија во краток временски период ја апната. И едно лице четврти пат годинава. И како треба, ако треба се купува дрва дома, кучето го апи. Ако треба да се на одмор, кучето го апи. Проблемот со кучињата може би е решлив, но како да се создадат услови за луѓето? Нивото на инвестиции е толку високо што прогнозите за развој, например на гасоводната мрежа во Куманово, звучат и повеќе од оптимистички, ама за некој друг век. По физибилити студија, јавното предпријатие треба да има 350 км мрежа за да биде целиот град покриен. Ако ја направиме таа споредба дека ние немаме ни 10% од мрежа изградено до онолку колку што треба, јас направив математичка анализа дека нова предпријатие со оваа темпо ќе му требаат уште 200 години да се развие. Сигурно е така, но мора да се има предвид кој ги креира условите, кои се одговорни за така забрзаното темпо. Ете во Битола веќе се избрани кадрите кои ќе раководат со јавните предпријатија. Направен е вистинскиот, фамилиарен избор. Во списокот има внуци, сопрузи, брачети, кумови, девери, баби, дедовци, на сегашни функционери, на поранешни високи функционери. Секако тука и една господја мајка на вработен во општина, која што партиски редовно по социјалните мрежи ве фали, ве халоспева, градоначалникот и сите останати, каде ви пишува браво и само напред, денес е предлог за член на управен одбор во јавното предпријатие за урбанистичко планирање. И на крајот, не треба никој да се чуди. Семејството мора да биде згрижено. Имам деца кои не дават да погледнам за пари. Одма од Англија фунти, од Америка долари и нема проблем за мене. За другите нека си водат сметка секој. Децата незапирливо заминуваат надвор. Старите се на пат од кој нема враќање. И другите, тие што се избрани, тие треба еднаш веќе да почнат да водат сметка. Ама не секој за себе, туку за сите.